Почитуван председателе, почитуван вице-премиер за европски прашања, почитуван дипломатски кор, колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Ќе се обидам да бидам сосем краток, затоа што колегите веќе исцрпеа голем дел од дискусијата. Би сакал да се осврнам на патоказот за владење на правото и конкретно на оно што го содржи патоказот за владење на правото. Ако внимателно погледнете, ќе забележите дека, барем оно што јас го забележав, дека еден голем дел од патоказот за владење на правото се однесува на промена на Законот за судски совет, Законот за совет за јавни обвинители и подзаконски акти кои што се однесуваат на етичкиот кодекс на однесувањето на јавните обвинители и прашањата поврзани со судството. Меѓутоа, сметам дека, а во насок оно што го кажа вице-премиерот, дека не е докомплетен, дека можеме да дадеме одредени сугестии, сметам дека корупцијата ги намалува приходите од даноците, ги изголемува чинењето на јавните услуги, ја искривува прераспределбата на средствата и сметам дека во таа насока не доволно обраќаме внимание на она што се случува овде кај нас. Зошто? Например, управата за јавни приходи скоро и не видов да е споменат. Иако погледнете, имаме држава во која што постојано имаме секоја година имаме намалување на продуктивноста во Македонија. Намалувањето на продуктивноста на работникот во Македонија е силен индикатор на даночна евазија или неплаќање на даноци. Па тоа е изворот на корупцијата. Министерството за внатрешни работи е споменато само со една стратегија. Самото Министерство за внатрешни работи има огромно влијание и на перцепцијата и на довербата кон институциите и сметам дека треба да биде појачан начинот на кој што истиот се третира. Мораме да дизајнираме поефикасни системи за прераспределба на државни средства. Замислете, во држава во која што ги тресат скандали каде државни средства и државна помош завршува во компании блиски на државни функционери, која ќе градиме веќе патоказ за борба со корупција, односно патоказ за владење на правото, потребно е да направиме и да изградиме критериуми и начини како ќе се прераспределува таа државна помош. Мораме да направиме приоритизација на проекти, затоа што погледнете во државата, еве овде го имам списокот, побарајте го списокот од министерствата, особено од Министерството за образование и наука и од Министерството за труд и социјална политика, колку надлежности им се одземени на директори и директори на градинки, основни и средни училишта. Од една страна зборуваме за децентрализација, зборуваме за слободно и фер изразување на избори, а кога локалната власт ќе ја преземат партија која што ја нема централната власт, во тој случај ви се случува она што им се случува на луѓето, односно им се одземаат надлежностите. Зарем и тие прашања не треба исто така да бидат офатени со патоказот за борба со владење со корупција. На многу места се споменува националната стратегија за борба против корупцијата. Јас ќе ви кажам, падот на Македонија од 111-тото место по индексот на корупција дојде како резултат на два формални документи. Едниот формален документ беше Националната стратегија за борба со корупција, другиот беше Етичкиот кодекс за однесување на функционерите. Меѓутоа, 2 години подоцна од овие формални документи истите не се имплементираат. Погледнете ги извештаите на ДКСК. Имаме министри во владата кои што не спровели ниту една активност од активностите кои што се во Националната стратегија за борба против корупција. Зарем не е време, барем во патоказот за владење на правото, да определиме одредени последици, одредени санкции? Затоа што имате држава во која што се уште важечката председателка на Државна комисија за спречување на корупција вели дека првиот вице-премиер не доставува никакви извештаи и нема никаков контролен механизам, ниту некаква надлежност. Зарем тоа не треба да го најде свое место во патоказот за обезбедување на владење на правото? Зарем не треба да најде свое место формулирање на критериуми и одговорности за поделба на државна помош? Зарем конечно во оваа држава не треба да разговараме за воспоставување на единствена листа на проекти? Почитувани дами и господа, пред некој ден имавме расправа за буџетот. Јас доаѓам
од Кочани, кој што е на 100 километри овде од источниот дел од Македонија. Веднаш пред Кочани се наоѓа населеното место Чешиново Блешево, кој што има 14 населени места. Само едно има водовод и канализација. Само едно има водовод и канализација. 13 населени места кои што немаат ни водовод, ни канализација. Или немаат водовод, или немаат канализација. Во таа котлина се произведува кочанскиот ориз во време кога зборуваме дека имаме глобален недостаток на храна и ние се сведуваме на поднесување на амандмани кои што со леснотија ќе ни бидат одбиени. Зарем конечно не треба, знам дека има Национален инвестициски комитет и знам дека Националниот инвестициски комитет може и создава единствена листа на проекти, меѓутоа нема надлежност да ги приоритизира. Зарем не треба еднаш во државата да дадеме надлежност и тоа да влезе во патоказот за владење на правото, затоа што кој од овие проекти ќе се реализираат исто така, верувајте ми, влијае врз корупцијата во државата, затоа што на тој начин се влијае врз гласачите. Зарем не треба кога станува збор за владење на правото да ги ревидираме дискреционите овластувања кои што ги имаат министрите, особено министерот за економија. Погледнете ги последните 3, 4, 5 закони кои што стигнуваат во собрание, ќе забележите константен раст на дискреционите права кога станува збор за Министерството за економија. Уште едно прашање. Каде завршија најголем дел од буџетските средства оваа година, изминатата година, покрај енергетската криза? Погодувате, преку Министерството за економија завршија во ЕЛЕМ за субвенција на производството на електрична енергија. Дали знаете дека ЕЛЕМ не се наоѓа на листата на институции кои што се офатени со Националната стратегија за борба против корупција? Значи, онаму каде што ви завршува најголем дел од буџетските пари, тие институции не се наоѓаат на листата на оние кои што ќе треба да бидат контролирани, односно ќе треба да биде контролирана корупцијата. Исто така, самите јавни набавки, кои што се основот за корупција, не се доволно третирани и не се доволно офатени. Ќе ви потсетам дека со бришење на членот 353, особено ставот 5 од Кривичниот законник, го тргнавме, односно предвидовме неказниост токму за злоупотреба на вакви јавни средства. Апел во патоказот за владење на правото да се најдат и јавните финанси, и управата за јавни приходи, да се третира начинот на работење на финансовата полиција и да се најде начин електроенергетските, особено државно поседувани електроенергетски компании, и за нив да бидат предвидени средства, методи и начини и да се најдат во Националната стратегија за борба против корупција. Ова е мој апел, се надевам дека ќе биде најдобро разбран и дека е даден со најдобри намери. Благодарам.